Дали предлогот за субвенционирање на приватни компании кои ќе помогнат во еднаквата етничка застапеност при вработување е нужна потреба или политички популизам? Премиерот Зоран Заев порача дека владата ќе го поттикне и ќе соработува со бизнис секторот за да се поддржат добрите меѓуетнички односи и меѓусебната доверба, додавајќи дека субвенции ќе има по работни места, а не по етнички клуч. Субвенции ќе имаме по работни места, ќе имат предност квалификуваните работници или граѓаните, така да генерално верувам дека во духот на општество ориентирано кон граѓаните ќе ја реализираме и оваа програмска определба на владата. Нема таков газда на фирма или менаџер на фирма кој што работува по етнички основ, работува по квалификуваност. И тука нема дилеми. Ние како влада сме унисони на ова прашање. Наративот веројатно направи ваква драматургија, да ги слуша човек. Да, Бектеш и Груби не се баш не го зборуваат истото, да. Значи не е уставно. Добро, се надевам дека играчите не е уставно и готово. Вице-премиерот Артан Груби најави субвенционирање на вработувањата во приватниот сектор на припадници и на другите етнички заедници во земјава, но рече дека не е познато како тоа ќе се реализира. Етничкиот клуч е многу важен затоа што всушност така налага и Охридскиот рамковен договор и уставното начело за правична застапеност на сите заедници во земјава, но тоа не значи дека тоа ќе биде помал квалитет во однос на луѓето кои што ќе ги добијат работните места. Не е дискриминирачи, туку напротив е правична застапеност на сите заедници според уставното начело кое што го имаме. Не треба да се гледа тоа како унапредување само на албанците или само на македонците, туку важи и за срби, и за роми, и за власи, и за бошњаци, и за турци, за сите други заедници. Адеми вели дека ДУИ не се интересира за албанците, туку за албанците членови во партијата. ДУИ се интересира за албанците на ДУИ, не за целиот албански народ. Тоа што он сака да ги вдоми тие луѓе кои што ќе му дадат гласовна машинерија. И министерот за економија Крешник Бектеши тврди дека државни пари ќе има за сите приватни фирми што ќе вработат лица од друга етничка припадност. Тоа значи за сите приватни компании што се управувани или се во собственост на друга етничка заедница, а вработува од другите етнички заедници, да бидат субвенционирани од страна на владата. Не значи дека само албанци, турци или македонци се работат во некоја одредена компанија. Тоа значи дека секој компании што се основани и раководени од албанец, ако во неговата компанија, приватна компанија, вработува македонец, тогаш ќе биде поддржан од страна на владата. Професорката Мирјана Најчевска посочува дека не треба да има различен третман кон луѓето поради одредена карактеристика меѓу која и да е етничка припадност, посебно кога станува збор за вработување во приватниот сектор. Тој кој што вработува, доколку постои сомнение дека вработил некого, му дал предност заради тоа што припаѓа на одредена етничка заедница, не на друга и слично, треба да докаже дека го вработил тој човек не заради неговата етничка припадност, туку заради тоа што ги има соодветните квалитети, вештини, знаење и искуство кои што се потребни за тоа работно место за кое што и го вработил. Вице-премиерот за економски прашања Фатмир Бютичи вели дека е неблагодарно јавните пари да се делат по етничка основа, односно дека професионалноста треба да биде клучен критериум. Јас се залагам за конкурентна економија, која што ќе биде конкурентна во нашата национална економија, во регионот и во светот. Во конкурентната економија нема место освен за компетентноста и професионалноста на луѓето. Лидерот на БЕСА, Билјал Касами, во интервју за 21 во емисијата Клик Плюс рече дека ако е за популизам, тој ќе каже дека приватните компании треба да работат на правична застапеност, но дека во реалноста ситуацијата е друга. Vlerësoj që shteti dhe qeveria duhet të insistoj në kuadër të ligjit për përdorimin e gjuhëve që edhe këto kompani të implementojnë gjuhën shqipe. Лиса Баута Шакири смета дека проблемот е повеќе општествен отколку што е политички или економски и дека субвенционирањето не смее да се прави по етнички клуч, бидејќи во обид за спречување на дискриминација се служиме со друга дискриминација. Пристапот е многу лош. Јас би сакала да се најде некој начин, пример, да се зголеми бројот на ромите
дали во приватниот или во државниот сектор. Меѓутоа не вака. Не со етнички клуч, не со давање предност. Зашто тогаш јас ќе треба да се запишам како ромка за да можам да влезам во едно работно место, затоа што без разлика на мојата компетенција стои дека мора ром да биде. Не е во ред. Тоа ние дискриминираме сакајки да отстраниме дискриминација. Новинарот Рамуш Муарем Цирко вели дека издвојувањето на етничката припадност во вработувањето не може да се смета како афирмативна и дека тоа се коси со уставот на државата. Судските органи во државата нема вработено ниту еден ром во смисол на судија, заменик обвинител, освен народниот правобранител, каде мислам, како заменик, е Васка Бајрамовска. Другите тие сектори, процентот е голема нула. Јована Тренчевска од Министерството за труд и социјална политика на панелот на цивил, дискриминацијата и вработувањето во јавниот и приватниот сектор вели дека во моментов во државата немаме за една заокружена законска регулатива која што ќе биде посветена на дискриминацијата и еднаквите можности. И затоа во програмата на владата за 2024 година еден од високите приоритети е токму донесувањето на Законот за спречување и заштита од дискриминација. Во моментот во државата немаме една заокружена законска регулатива која што ќе биде посветена на дискриминацијата и еднаквите можности и затоа во програмата на владата 2020-2024 година еден висок приоритет беше токму донесувањето на Законот за спречување и заштита од дискриминација. За ВМРО ДПМН субвенционирањето на приватни компании за вработување по етнички клуч е неприфатливо. Субвенционирањето на приватни компании за вработување по етнички клуч е апсолутно неприфатливо. Компаниите не треба да се делат по тоа кого го вработуваат. И тука би порачал наместо политика на апартхејд, нека почне да водат европски политики. Висар Адеми смета дека со овој начин на субвенционирање се враќаме во времето на режимот на Никола Груевски, односно дека вработувањата ќе се прават со партиски клуч. Тој посочува дека треба да се регулира пазарот, а предприемачите да мислат слободно и да не им се наметнува партиски кадар. Ние живееме во држава каде што Никола Груевски го регулира целиот приватен пазар. Например, он тогаш кажуваше дека ние ќе супортираме одреден сектор, одредена индустрија или одредени компании. Ние живееме во мајндсетот на регулирање на пазарот. И затоа вакви идеи даваат, затоа што толку многу е регулиран пазарот во Македонија, и толку многу зависи приватниот сектор од субвенции, од државна помош, што они мислат дека и преку политиката на вработувањето може да им наметнат вакви работи, вакви политики. Ја мислам дека тоа е погрешен став. Мислам дека таа политика на ВМРО времето на Груевски, не сега, треба целосно да се уништи, да се дерегулира пазарот, треба слободно да мисли. Еден предприемач, еден човек кој што сака да му биде пазарот цел свет или барем регионот, не може ти да му наметнеш кадри партиски. Трета мајка за законот за антидискриминација. Дали конечно ќе биде изгласан во собранието на Република Северна Македонија?